Јануари е период кога најмногу се очекуваат врнежи од снег, но во изминатите 2 недели регионот беше зафатен од влажен бран, па се соочивме со секојдневни обилни врнежи од дожд. Како сето тоа влијае на земјоделството воопшто, дали земјоделските култури претрпуваат одредени штети кога нивоата на водите драстично се зголемуваат. Првата штета е тоа што со излевањето се нанесува разен материјал што го носат водотеците и со тоа се менува структурата на почвата, а истовремено се губи и квалитетот на самата почва. Се разбира и самата култура, зависи која култура се наоѓа на тие површини, има одредени штети, а штетите најповеќе се одразуваат доколку водата остане да лежи подолго време, затоа што знаеме дека со залевањето на тие површини од водата, и ако подолго време лежи, доаѓа до задушување на култури, а особено тоа е пример кај житните култури. Додека кај овие другиве што се култури, овошни насади, тие се во мирување, не претрпуваат некои штети, но ако и тука остане подолго време водата, може да дојде до кореновиот систем да се олабави, па од ветрови да овоштите настрадаат некако. Од Оделението за Полошки регион на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството информираат и за советите кои им ги препорачуваат на земјоделците за заштита од последиците од неповолните временски услови. Им советуваме на земјоделците, пошто тоа е секоја година може да се појавува, да не сеат или да ги обезбедат тие површини со одводни канали, за да може во случај на доаѓање на поголема количина вода да таја преку одводните канали бразни се одлее водата во одредени канали каде што се за одводување. Другата мерка е да се прават насипи, да се затворат тие критични места од каде што доваѓаат опасноста од излевањето на водата. Ако почвата е добро обработена или ако нема високи потпочвени води, нема да дојде до голема опасност, додаваат од агенцијата. Сепак временските услови не се стабилни и може да дојде до нагло заладување, па заради надојдените води од врнежите да се случи замрзнување и оштетување на житните култури.